Доволно е да се излезе надвор околу 15-16 часот и да се почувствува чадот и нечистиот воздух кој го оковале градот. Ако кога температурите беа нешто повисоки, надвор можеше да се дише. Денови ситуацијата е неподнослива. Посиромашните слоеви граѓани, за да се затоплат, не бираат што ќе стават во шпоретите и печките, па така се горат пластични шишиња и отпадоци, гуми, чевли и други предмети. Се горат и сурови борови, гранки и дрва, што туку набавени во околината на градот, а чадот и суровите дрва кои шумското стопанство се уште ги носи на граѓани кои ги платиле уште пролетоска. Мислам дека да. Слушаме на телевизија дека загаден. Затоплувањето сега, највечко, и малку автомобилите. Можда нешто има, али не толку како Скопје, Тетово, како другите градишта, Битола. Па на шо мислиме? Тоа се должи На дрва. зимно време што се греат луѓето на дрва. Да. Што мое мислење, мислам дека највеќе се загадува градот од дрва. Стават да, мислам највеќе. Кочани претежно град населено сите околни села и сите се греат на дрва. И мислам тоа е најголемата причина. Па, моје мислење не е од дрвата. Има сиромашни луѓе и бездомници трошат алишта, стари партали, пандуфи, пластични шишиња. Последниве денови реагираат се поголем број граѓани кои со аматерски снимки ги аргументираат нивните поплаки дека во градот се потешко се дише. Најпроблематично е во попладневните и вечерните часови, кога се прибираат членовите на семејствата и кога се палат печките и шпоретите на дрва, па речиси секој оджак на куќите чади. Во тоа време фреквентно и на улиците од мноштвото автомобили кои исто така додатно го загадуваат воздухот. Сето тоа потврдува дека не случајно Кочани според штетните честички е во врвот на загадени градови во државата, иако нема своја развиена индустрија. Сето тоа ја наметнува потребата и на локално ниво да се размислува за преземање конкретни мерки за намалување на загадувањето, бидејќи последиците врз луѓето и особено младата популација се повеќе добиваат на сериозност.